Dobar dan, počuvani dami i gospoda. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Почувани дами и господа, уште малку трпение. Почуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б-комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б, и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на забава. Чуваме со Кадино, моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Добар ден, драги мои! Нов ден, нова емисија на Еден ТВ. Емисијата Возење со Вучич во тек. И секој ден можете да не најдете, ако внимателно гледате по автобусите, сигурно еден од нив ќе бидеме ние со моите среќни патници, со веселиот автобус, затоа што имаме тука и музика и се друго што ни треба. Бидете и денес со нас, ќе биде интересно, имаме добри кандидати, како секогаш, имаме интересни прашања, меѓутоа се надевам и интересни одговори. Затоа не ја испуштајте оваа емисија. Веднаш се враќаме и да го представиме кандидатот што зема прв учество во денешното издание на Возење со Вучич. Почуваме со нашата емисија и првиот кандидат за денес, господин Бишевац. Добар ти ден, еден аплауз. Срđan има учествувано неколку пати во нашата, поточно 2 пати, можеби ова е трет пат, трета среќа, да видиме што ќе освоиш. Твојот колега беше пред некој ден и освои добри награди, добро се дружевме, беше опуштен, се надевам и ти дека ќе бидеш опуштен. Како е на работа, се под контрола? Стандард. Дали ги поздравивте колешките најубави таму што работите со нив, од мене? Секако. Љубе беше одговорен за тоа. Љубе беше одговорен? Добро. Јас никако не најдов време да отидам на кафе, а ви ветив дека ќе дојдам на кафе, да се познаеме. Ама имам се, дури не заврнело, еден ден мора да отидам и на портирница ќе ве барам вас. Обавезно. И мора да ме пуштам. Нормално дека. Така? Добро. Одиме ние со игрите, ги знаеш, ги виде, беше во автобусот, ги гледаше емисиите претходни, така да претпоставам дека нема да ти биде тешко ни за одговор, ни за игра. Одиме прво со музичко прашање, малку да се опуштиме, и ти и јас. Пуштаме една многу убава песна. Jer meni se dopalo, bezobrazno pomalo, nek vazduh zamiriše, miriše, da me inspiriše, da me inspiriše. Ajde, Jasmina, znam ti ukus kad vira, rade crni u krvi, rizam te
Dobro. Чола, ајде, добро. Ова е Здравко Чолич, како што знаеш, претпоставувам. Но, Да. моето прашање е врзано со Здравко Чолич. Тој треба да има концерт во Скопје и туку не еден, два концерти. Да ми кажеш еден од двата датуми кои се закажани концертите во ноември. Еве, моја помош. Во ноември. Го има и на билборди, секаде веќе. Не сум го гледал по билборд. Не си го Треба гледал по да билборд. разгледам малце. Ќе ти кажам дека не е октомври, ќе ти кажам дека Ноември. е ноември. Така. Ама сега еден од двата датуми. Не знам. Да се повозиме што малце. Да се повозиме да го видиме? Може да ќе го видиме негде Да. во билбордот. Ја колку што гледам. Овдека не е. Тука сме на кај Битпазар, претпоставам, да? Па изгледа баш тука го нема. Да, баш тука го нема. И ќе ти кажам, за да освоиме некако наградава, дека концертите се помеѓу 8 и 12. Помеѓу 8 и 12. Нека биде 12. Да биде 12. Па, А да нека биде 10 или 11. И да кажеме точен Ај одговор. 30 нека биде. Ај, точен одговор, браво! Браво! Чола гостува, ако имаме среќа, ќе го имаме и во автобусот, а ти ќе си добиеш еден пакет сано сокови, да си пиеш дали на работа, дали дома или кај мама. Нешто ќе биде. Ќе поделам сегде помалку. Добро, важи. Океј. Одиме со второто, а за второто има едно дообјаснување до нашиот кандидат, затоа предлагам само 2, 3, 5 секунди и веднаш се враќаме. Втората игра се вика Джа или Бу и господинот Бишевац ќе ми одговара од 1 до 7. Имаме тука и лесни прашања, нешто потешки, но ќе гледаме се на се да се освои некоја убава награда, а 3 се во опција, максимум да се освојат ако се одговорат сите прашања. Почуваме? Може. 7 џуџиња на Снежана, кај работат? Монопол или Рудник? Рудник. Рудник е точен одговор, аплауз од нашата многобројна публика во автобусот. Број 2. Синоптичарот е специјалист за спортска или временска прогноза? Временска. Така е, синоптичар. 3. Штиците што живот значат е израз кој се однесува на што? На театар или на градежништво? Театар. Театар, тоа е точен одговор. Одговоривме 3, одиме на 4-тото. Како се нарекува сестрата на сопругата Балдаза или Золва? Балдазар. Балдаза е точен одговор. Золвата е сестра на сопругот. Која позната манекенка е вдовица на Дейвид Боуви? Имам или Наоми Кемпбел? Имам. Имам. Точен одговор е сега. Едно веќе имаш добиено, а тоа се сандеј, колачи, еден пакет ќе си го добиеш, имаш 4 вида на колачи, од баклави, од гураби, од Да се заблажиме. ванилици, да се заблажиме и ситни други мешани колачи и морам да кажам дека се одлични. Ја не знам зошто не Ќе икеш, си пробам, а ќе ќе си си пробам. да си пробаш. Кој Да. осетам дека ќе ми падне шекерот? Сега гледаш фудбал? Така, Па така. така. Поврзано со прашањето. Добро. Која фудбалска екипа има повеќе титули шампион на Холандија? Ајакс или ПСВ Айденховен? Мислам дека Ајакс. И јас мислам дека е Ајакс и тоа е точен одговор. Седмото. Сега да видиме што ќе се случи. Мангото знаеш што е манго? Потекнува од каде? Од Јужна Азија или Јужна Америка? Мислам дека е Јужна Азија. Јужна Азија, добро мислиш, бучен, козјак, сирења, кашкавали и такви некои работи други ќе си добиеш. Инаку, шестото беше масло за јадење бисер. Ајвар, правите? Па Или не готово? правиме веќе готово. Забрането е со закон. Дома можеш да си правиш колку што Се сакаш. шалам. А ти дека во МВР па забрането било со закон, а? Мора да се почитува. Добар си, добар си. Океј. Мала кратка пауза, па да видиме што ќе се случи. Сега ќе ми одговараш на нешто што ја имам тука запишано. Јас ќе ти одговарам со да или не, а ти мораш да ми погодиш што е.
Веднаш ќе се вратиме. Играта кој си, што си е наред и е многу интересна. Јас и мојот кандидат да го кажам, си пробавме баклава и уште тука ми стои убаво. Ох, каква баклава, значи. А сега имаме внатре во автобусот. Можеше да дојдете. Друг пат ќе донесам и кебапчина. Ќе донесам и буре. Што сакате, само вие дојдете. Не е проблем никаков. Почнуваме. Може. 2,5 минути или колку имаме? 150 секунди. Да. Велам сега. Предмет? Да. Предмет. Па, не е предмет, не е предмет. Растение? Не, Животно? не. Држава? Прв пат некој да ми каже за држава. Не. Што може да биде друго? Име? Не. Како? Животно некој? Не, не. Што може да е нешто? Научна фантастика? Не. Предмет, не е животно, не е... Што може да биде? Возило нешто, марка на возило, да не? Не. Планета Имаме некоја? уште 1,30. Планета некоја? Не. Предмет, не е што... Нешто што го управува човек, а не е возило. Без човек не може да работи. Машина некаква? Па не е машина. Секунди. Сириус 3 дена. Нешто што управува човек. Бајца. Не е машина, не е возило. Што може да биде? Го има во посебни услови за некои посебни работи, посебни пригоди, а мора да го носиш со себе, без него ништо. Клуч? Не. И ја мислам дека е готово. Сега да видиме што смислиле нашите. Камера со камерман. Еве го точниот одговор. Не е ни планета, не е ни возило, не е ни држава. Камерман или ќе ти го и да кажеш и камера, ќе ти го прифатев како точен одговор. Ама еден аплауз ве молам, ајде. Имаме втора шанса сега. Играта со плекоата, тука добиваме, знаеш, ако погодиш, ако добро беше, а добро ќе биде, претпоставувам, зависи до душа и од прашањето. Одеме сега со мала пауза и веднаш се враќаме. Почуваме со четвртата и последна игра. Кој при кого сакаш да го отворам 1, 2 или 3? Трета среќа. Трета среќа. Добро, и јас велам трета среќа. Само да видам нешто. Срđане, јас сега ќе ти читам, а ти внимателно. Внимавај. Во Македонија сме. Која е најголема општина во Република Македонија според површината? Поред мене аеродром. Аеродром. Да. Збориме за цела Македонија, не збориме за Скопје.
Според површината. Не Според може да е површина, адмирал. општина? Општина. А, за цела Македонија. Која е најголема општина во Република Македонија според површината? Оваа општина има километри, знаеш колку? 1180 и нешто километри. Мислам, Да, се разбираме што сакаш да кажеш. испадне дека сме голема држава. Голема држава ќе Ама спадне. у крупче, така. Која може да е таа општина? Според површина. Да ја тргнеме Скопскава околија и она. Так. Не. Не е добро, сватив дека не е Скопска околија, но тоа се размислувам. Која може да биде. Значи имаме источна, имаме Струмица и околината, имаме Битола, Прилеп, имаме Белес, имаме од другата страна Дебар, Кичево. Предпоставам дека е према Струмица, но така тоа е. Ми треба еден конечен одговор да... Која општина се? Да. Значи, која е најголемата општина во Република Македонија според површината? Не знам баш некако. Јас се изненадив кога прочитав. Искрено. Ој, не верам дека некој би му текнал Не на гледам овакво ни ја дека некој од автобусов би можел да знае. Но, На која буква почињам со? ај на која буква почне општината? Оф, мори мајко. Сигурно на завршува. Не завршува на... Тука е проблемот. Што правиме? Времето се тече. Не знам која може да биде општина. Не верам дека некој би го знаел. Добро, јас тука сега ќе ви кажам и сите заедно ќе се изненадиме. Најголемата општина во Република Македонија според површината е општина Прилеп. Општина Прилеп со колку 1189 километри квадратни. Еден аплауз ве молам за кандидатот. Срđan, се изненадив и ја заедно со тебе, да бев на твое место. Тешко да ја Не, кај е општина Прилеп? Да знаеш. Можеш да отвориш, баш да провериш која е, што Што ме е. проверено е Ова е- сигурно, да, ова не е може да го проверено. напишат од... Податоците се извадени од тамо кај што треба, така да тоа е тоа. Јас ќе ти се заблагодарам, имаш нешто да кажеш од твоја одбрана за емисијава? Немам ништо што да кажам. Баклава Пред се, добро. Баклавата е добра, сокчето е добро. Добро. Повеќе среќа нареден пат. Нареден пат, еден аплауз за нашиот кандидат. Драги мои, одиме сега да поделиме малце нешто, а сега ќе делиме не знам што, ќе делиме брашно од Кадино, да видиме кој ќе биде среќниот. И ќе се станеме на некоја автобуска станица, а предпоставам дека ќе се станеме кај Бит Пазар, така е. Може. Драги мои, доаѓаме тука на Бит Пазар, има многу луѓе, ама да видиме на кого ќе дадеме нешто. Да подариме. Добар ден. Како се викате? Како? Љуба, дали сакате од мене еден подарок 5 килограми Кадино брашно? Ќе може да го носите? Еве ви и да ми кажете друг пат што сте правиле, па и да ми донесете кај нас во студио малку нешто. Може? Супер, ајде. Одиме повторно кај некој друг да видиме. Овој господин ми е некако таман за брашно. Добар ден. Како се викате? Како? Тоде. За вас брашно Кадино, може да го носите? 5 килограми
дали права дома, што сакате, од тесто, сега почуваат, славите, малце времето ќе се залади, таман ќе биде. Задоволни? Задоволни. Еве го господинот, ние се одјавуваме тука, одиме повторно на нашиот автобус, гледајте го квизот, ова е нашиот автобус, се вози нам напред и правиме квиз. На еден ТВ, секој ден од понеделник до петок. На каде одите? На кај Мисич. Поздрав до домашните. Чао, чао. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен, побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Poješću sve, kolačićeve, tebi ujna, postaću debela sve. Devojke, neće biti slatke kao ja, neće biti slatke kao ja, neće biti slatke. Врвни домашни колачиња, Сандеј и секој ден е празник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисар во сите маркети блиску до вас. Масло Бисар, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен, побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Втората надпреварувачка во нашиот денешен квиз е госпоѓа Билјана Трајковска. Добар ден, Билјана. Еден аплауз за Билјана. Да се опустиме малку. Како е? Одлично, супер. Како е на работа, уште на истото место печатницата, ама ја заборавив секако. Маган дизајн. Маган дизајн. Таму сум, да. На смени работиш или? Не, само прва смена. Само прва смена. Да, од понеделник до петок работам. Ова е новиот квиз, сега да ти кажам.
Може си го гледала, може се уште не. Одиме секој ден од понеделник до петок на 1 ТВ. Ти на која програма си свртена? Кейбл ТВ, Тиком? На Тиком. На Тиком, значи не имаш. Имам, да. На број 13 ќе се гледаш и ти и јас заедно ќе се смееме и викаме здраво. Што има ново кај тебе? На одмор како? Каде? На одмор оваа година бевме во Крани. После одмора не сум била во камп, бевме во кампот. Нешто ми кажа дека е обновен. Многу е, да, реновиран е, одличен е. Апартманчиња има, не, апартманчиња има, да. Водата беше, предпоставам. Океј. Супер. Сега навечер како е? Има кафанчиња, нешто? Па нема. Не, тоа е сепак на за... ресторанче, има тај, што Тоа е флипирни. сепак баш за одморе. Да. Колку дена бевте? 10 бевте? Не, 6. 6 дена? Да. Доволно е ли да се наполнат батерии за 6 дена? Па тоа после во Маврово бевме. Аха, комбинации Да, правите. Езеро, планина. Да. Добро, одлично. Билјана, почнуваме со првата игра, ќе ти пуштаме една песна, од самата песна произлегува одговорот. Бидејќи во моментот јас не ја знам песната, ќе видиме што ќе биде. А од самата песна ја излекувам ова прашање. Почнуваме, слушај внимателно. Na srce mi leži, mila mamo, na srce mi leži. Aj, na srce mi leži, mila mamo, jedna luta zmija. Aj, na srce mi leži, mila mamo, jedna luta zmija. Ne bi bilo zmija, mila mamo, ова песна е стара, Македонска, се пее секаде, на свадби највеќе, дома по слави и така натаму. Ја знаеш песна? Да. На срце ми лежи, мила мама. Една лута. И пејачката ја знаеш, предпоставам, Петранка Костадинова. Се моето прашање. Од кој македонски град е родом покојната Петранка Костадинова? Ке ти помогнам за да го освоиме првата награда. Првата награда е бисер масло. Ајвар, правите? Не сум уште. Како ќе легне? Петранка не беше комшика така по улицата кај што живеевме, ама од кој Јас ќе град сега ти не наведам 3 града, уствари ајде ќе ти помогнам 2 града, од двата града во еден е родена. Дали е тоа Кавадарци или е Неготино? Џајли? Или сакаш Неготино Кавадарци или Кавадарци Неготино? Ајде Кавадарци. Не знам, искрено да те Јас ќе кажам од Неготино, затоа што не си правил ајвар, да ти дадам бисер масло, еден аплауз. Добро. Вино се пие во двата града. Тоа е точно. Како не ти кажав во кој од градовите се пие вино? И ќе кажеш и во двата и ќе кажеш точен одговор. Гледаш, не ми тек. Ај, велам јас нешто споено со песнава, со пејачи да биде секако. Добро, ништо. Веднаш се враќаме, одиме со втората игра која се вика Џајли Бу од 1 до 7. Имаш шанси за одговор, а прашањата не се тешки колку што ги гледам. Веднаш се враќаме. Одиме со втората игра, како што кажав, Џајли Бу, и сега Билјана е спремна, нели Билјана? Да. Добро, почнуваме. Внимателно. Лабура е видна широка или дебела што? Краставица или... Пиперка. Така е, пиперка е точен одговор. Кој е најбрзиот глушец во цело Мексико? Спиди Гонзалес или Спиди Родригес? Гонзалес. Гонзалес е точен одговор. Која десетка се брои двојно во табланет? Лист или баклава? Баклава. Баклава! Од Сандеј. 4. Коњите се тркаат на кинодром или хиподром? Хиподром. Хиподром е точен одговор. Тоа е до сега 4. Сега од петото нагоре се редат 3 убави награди. Вевчанскиот карневал се одржува на Прочка или Василица? Нека ти текне малку. После нова година како се? Да, на Василица. На Василица, така е.
После Нова година додуше и прочка прва, ама добро. Да, се мисля прочка кога беше. Немој. Број 6. Прочуениот музеј на восочни фигури Мадам Тисо се наоѓа во Париз или во Лондон? Во Лондон е точен одговор. 2 од можни 3 награди. Каков е по боја крстот на швајцарското знаме? Дали е бел или е црвен? Црвен. Избрзав. Избрза. Бел. Ништо, брашното нема да го добиеш, ама ќе си добиеш сандеј колачи за цела фамилија, 4 пакети врзани и бучен коđер. Сирење, жолто сирење, кисело млеко, моето омилено, јогурти и тоа у 2 пакета. Да си имате најмалку за недела и пол, може би и 2. Многу ми е жал што ми избрза на крај. Добро, нема врска. Сега ќе одиме со третото знаеш, мене ќе ми дадат некој поим, јас ќе го закачам поимот тука, не може никој да го види, а ти ќе ми одговараш што може тоа да биде, дали е предмет, дали е животно, дали е ова, она, ти ќе си кажеш, имаш точно 2,5 минути, ајде да се спремиме сега, веднаш се враќаме. Играта се вика кој сум, што сум, затоа што не знаеме кој и што е ова, тука јас што го држам, јас евентуално го знам и двајца од екипата од Moonlight. Почуваме со твоите одговори. Сега. Дали е предмет? Не е предмет. Не е животно? Животно е. Добро, дали е копнено? И копнено, па малце се бања, па Малце оди во вода, на ова, па се сунча, па така. Нешто жаба? Не. Па се сунча. Па не мора сега да се сунча. Тоа е зимно време се бута кај Алигатор, крокодил, нешто. Крокодил! Точен одговор! Одиме на едно многу убаво место, 3 дена во хотел Тино со сопругот. Леле, мори мајко, убаво да си поминете. Ваучерот ќе го добиеш од која ќе завршиме. По мејл ќе се пратат вашите имења и презимења. Сега е на вас да одлучите кога. Имате најмалку 6 месеци да бирате, не мора да биде сега, може да биде идната година, може да биде декември, само не може да биде за нова година, бидејќи хотелот ќе биде зафатен, тоа да знаете. Одлично. Сега, како што ти тргнала среќава, да видиме да ти тргне па да те пратиме од Охрид директно за на море, добро ќе биде. Веднаш се враќаме со четвртата игра. Во рака држам 3 коверти, 1, 2 или 3. Трета среќа. Трета среќа, и кај тебе трета среќа, да видиме дали ќе се бањате во Грција со Савана. Сега, да имаме некој доктор тука, ќе знае. Колку вкупно коски има возрасен човек. Не дете, возрасен човек. Помеѓу 150 и 250. Да ти доближам. Што ти е најблиско да кажеш, па ќе ти давам уште една шанса. 180. 180. Ај уште една шанса. Че многу поише. 245. 245. Морам да кажам дека не, ама да знаеш и ти и сите во автобусов. 206 коски имаме ние. Ја можам малку поеќе подебел сум, ама вие потенките. Што се смеете, не ви е срам? Ало, камера, гаси. Срам да ви е. Толку, драги мои, од мене се гледаме во идната емисија. Еве, Раче, супер беше. Ако ништо друго, во Охрид одиш. Еден аплауз, драги мои, се гледаме во идната емисија. Чао, чао.